Денес во спортската сала Партизан ќе се одржи општински натпревар по прва помош за учениците од основните и средните училишта. Вкупно ќе учествуваат 10 екипи, 7 екипи од основните училишта, во кои една екипа од основното училиште Пере Тошев Росоман, а другите останати 6 од основните училишта во Кавадарци, тоа е во категорија подмладок, и 3 екипи од средните училишта од Кавадарци во категорија младина. Најдобрата екипа од категорија младина го продолжува своето надпреварување на регионален надпревар, кој што ќе се одржи во Прилеп во месец мај, каде што ќе учествуваат во тој регион во кој што сме и ние како Црвен крст Кавадарци со една екипа, 16 екипи вкупно, а првите 5 ќе учествуваат на државен надпревар во Скопје. Вториот регион е Кисела вода, каде што исто така ќе учествуваат 16 екипи, и од таму првите 5 екипи ќе учествуваат на државниот надпревар, значи вкупно 10 екипи ќе учествуваат на државен надпревар во месец септември. Предвидено е последната недела од месец септември да се одржи тој надпревар. Денеска овде во салата Партизан имаме присуство на околу 60 ученици од сите основни и средни училишта, присуство на лица кои што ќе симулираат повреди, така наречени манекени, присуство на голем број на ментори од овие училишта, десетина доктори и друг медицински персонал, волонтери и професионалци на Црвениот крст, така да вкупната бројка е некаде околу 100 лица. И ова за нас како Црвен крст Кавадарци представува навистина празник или ден на младоста, како што имавме порано во поранешните простори, бидејќи денес овде ќе се стекнат сознања од првата помош, како што кажав, околу 60 ученици од сите основни и средни училишта. Значењето на првата помош е многу важно. Да се подсетиме само на големата трагедија минатата година која што ја зафати нашата држава, односно градот Кочани, во месец март, 16 март 2025 година, каде што еден ученик од Виница, кој што присуствувал во дискотеката Пулс, а преходно полагал прва помош за возачи, бил кандидат за возач, и знаењата кој што ги стекнал во Црвениот крст како кандидат за прва помош, 20 пати се вратил во дискотеката Пулс да извлече 20 дечиња кои што биле зафатени со пожарот, им пружил прва помош и навистина беше пречекан во својот град и во своето училиште со големи овации и прими голем број на награди. Ние никогаш не би сакале да се повтори таквото нешто, меѓутоа укажуваме на големото значење на првата помош, која што знае некогаш да спаси човечки живот. На сите екипи кои што учествуваат денес на овој надпревар им посакуваме успех. Денес нема да има поразени екипи. Со стекнатите знаења сите се победници на овој општински надпревар. Овој ден е како свечен ден наш, кој што се одржува такмичењето по прва помош, која е истовремено и показна вежба на целата општина, да може да се види како се дава прва помош, која е многу битна. Деца ги знаат сите пропозиции, ќе работат на 3 работни места со 3 повредени. Има 7 екипи од основните школи и 3 од трите средни училишта од општината, и сите тие ќе треба успешно да ги покажат своите знаења од давањето на првата помош. Од младинската екипа победничката ќе оди на регионален надпревар, а понатаму може да се пласира и за државен надпревар на такмичење. Сите им се запознати, сите се добро утренирани. Сето веќе преку 20 години е направено со специјални листи на кои се од сите доктори кои се суди, добро проучени, и точно спрема изведбата за секоја позиција, секоја постапка се добива одреден број бодови, сите тие бодови се собираат и така се добива победничко место. Има главен судија кој општиот впечаток го оценува на работното место за пристап, редослед на давање прва помош, коитност и како е изведена, и судии кои го судат секое работно место и секоја повреда дали точно е изведена.